Здраво на сите, добродојдовте назад на најновата епизода на подкастот Истињан збори, вкупно 63-та. Моето име е Ѓорги, а со мене денеска се моите драги колеги од Правниот факултет во Скопје, Димитар Тромбевски-Тромбе, Никола Донев и Зорана Антовска, а за која уште немаме понајдено никој прекар. Како сме колеги, што има ново? Поздрав. Се по старо некако ходи последнава недела. Како што почна, така и продолжи. Има доста активности, барем на моја страна, вака што се случуваат, но надежно ќе имаме повеќе информации наскоро. Да. 24 часа се малку во еден ден за сите обврски. Сакам повеќе време. Па, дефинитивно. Иначе, Никола, дали ова е прва епизода од која стануваш, тоест, од која ФСУС направен избора за член на УСС? Да, стеницата беше во петок и сега сум делегат во УСС. Значи, Никола треба да част... Кога и да се конституира Универзитетското студентско собрание, тогаш, мислам, сега ќе биеме тука, за да не можете. Тие што сега не слушаат, ако воопшто има такви, не може да видат каква реакција Тромбе имаше. Ама дефинитивно кога ќе идеме у кафана, кога Донев ќе части, ќе правиме лайв за да видите какво славење ќе падне. Се шалиме. Секако се надам дека корона мерки, политички час. Да, политички час после 10 саат од денеска нема излевање. Така што ние сега ќе почнеме од следната епизода да снимаме у 10 саат навечер. Тоа ќе си ги снимаме епизодите, пошто и онака немаме што да правиме. Од оваа епизода ќе пробаме да ги започнеме сите епизоди со еден мал сегмент кој што ја го ископирав од мојот омилен подкаст, кој што никој не знае у Македонија, затоа можем тоа да направам. Ќе правиме, тоест ќе избираме кои луѓе кои, не знам, кои се на жешкото столче или на hot seat и кои се на cool throne. Така што ја ќе почнам чисто да ви објаснам да видите како иде се во ова. Јас на жешкото столче, тоест на hot seat, пошто поубаво звучи, нападнете ме македонисти, оние што сте националисти у јазикот кога станува збор. На hot seat ќе оставам владеачкото мнозинство, кое што вчера или денеска ние ова го снимаме во вторник, не можеше да собере кворум у собрание, бидејќи тројца пратеници се спречени да учествуваат на седницата затоа што се заразени со коронавирус. Ја ги ставам на hot seat поради тоа што токму минатата недела Заев направи еден политички маневар, не знам како би го нарекол, кај што прв пат у историјата на нашата држава побара као премиер побара да му се гласа доверба на владата у собрание. Нели се изгласа со 62 пратеници, ама само една недела, не цела недела после тоа, владеачкото мнозинство не може да се состане за да има седница. Така што, првиот hot seat у историјата на Истињан збори иде на владеачкото мнозинство кај нас. Имате некој коментар на ова? Јас мислам малце сомнително ми е што само корона фаќа од владеачкото мнозинство, треба истрага кон ВМРО да се направи конспирација има нешто тука. Азија во Мицковски беше исто хоспитализиран, така што то така сака Deep State да размислуваме ние, иначе врска си нема тоа. Да. Ај Тромбе, ти можеш следен да идеш со hot seat. Со hot seat, јас на hot seat ги клавам Royal Family во Велика Британија, пошто излезе интервјуто, нели, познатото интервју, што водеше Упра со Меган и заборев како се викаше другата елита. Како македонски? Хери, да. И каже, многу ми беше интересно делот, кај што на Меган наводно му зборале од
кралската фамилија, како би било загрижувачки доколку детето нивно би било поцрно од вообичаеното. И јас најмногу сум изненаден што многу луѓе се изненадени дека кралската фамилија се расисти. Мислам, фамилија растена во привилегија и таков врв на елитизам не може друго да се освен расисти. Да, мене ми е најако и мислам дека сите го имаме видено мимот, оној, знаеш како, оние карти од домино, кај што една ако пуштиш, па ја удира другата, па третата и се до крај, знаеш, сите паѓаат доле, кај што првата е она, пишува као почеток на серијата Suits 2011 година, а последната е The Royal Family, така што Меган Маркл од нејзината прва онака голема рола у индустријата, у серија, пошто не знам дали има глумено премногу низ филмови, од таму сите ја дознавме до кралското семејство, кое што ова е едно од најголемите скандали у последните не знам колку години, па валјда од смртта и од разводот, па од смртта на Леди Ди, на принцес Дајана. Така што доста е интересно да се следи целиот овој целата оваа драма реално. За некој кој што не ужива такви работи, јас сум all in, invested сум премногу у целата драма. Така, тоа е еднакво ти интересни работи, тоа што као кралското семејство е така некако возвишено, не без гревови, али сепак фактот што имаме директен увид внатре е доста интересно. Мене ми е интересно тоа што уште има два табори, едните на кои што не веруваат, нели нормално на тоа што го кажуваат Хари и Меган. И тоа е доста интересно да се следат дискусиите што ги има по цел интернет од двете страни. Дефинитивно. Донев, ајде, можеш ти следен да идеш, кој е за тебе на жешкото столче? Прво бираме hot seat, така? После Да. seat. Океј. За мене Ти го изгубивме, Донев? нашиот драг градоначалник слушате ме? Сега да. Ало. Океј. За мене на hot seat е нашиот градоначалник Сашко Николов, кој што е во 7-дневна изолација после контакт некој со корона. Ја мислев нешто по-смешно ќе кажеш за да се насмееме што има направено на корона, се не може ни да му се смееме. И искрено толку иследам што се случува во Штип, така да. Добро. Јако. Зорана, имаш ти hot seat? Првичната идеја ми ја зема Тромбе, за жал. Ама следни на hot seat се МВР, кои што уште не реагираат по пријавите за јавна соба и за сите останати пријави од типот на пријави за силување и слично. Така да за мене ова е прилично страшно што ниту еден глас не допира до нив. Доста добар hot seat, ова мислам дека може секоја епизода да се кажува се додека него не направат нешто по тоа поле. Да, не спомнавме нешто за маршот. Ја не бев. Не знам, Томбе и Донев дали беа, знам дека Зорана беше. Бевме, да, и ние. Па и кажете како поминало ова. Па добро, почна од МВР, заврши Жена парк. Добро беше. Се одржа говор, имаш интересни говори што доловуваат одредени неповолни ситуации со кои што се очуваат жените и мислам дека ни треба такво нешто, колку да можат да се слушнат подобро жените со какви проблеми се соочуваат и се надевам дека ќе бидат по-сериозно сватени од институциите на таков начин. Малце разочарувачки беше, можеби за мене лично, бројот, затоа што најискрено лично очекував дека ќе има повеќе луѓе.
Меѓутоа се дава нели секогаш, еве да кажеме, втора, трета, четврта шанса и се надевам дека нема воопшто да дојдеме до нареден пат да треба да излеземе поради истата причина, меѓутоа ако се најдеме во ситуација да треба да излеземе, стварно се надевам дека ќе има поголем број на граѓани кои што ќе излезат. Види, да, не баше да го присути, тоа е точно, ама може малце причина да и само и од самото време на протестот, пошто во 3 почна 1 сат пред да завршат луѓето со работа. Мислам дека мала утка беше времето. Да, мислам дека времето тоаш зборевме и првиот марш не се прави реално протест во работно време на работен ден од 3 сат, а и плюс кој што мислам, ја не знаев дека врнеше тој ден, пошто цел ден бев затворен дома, имав предавање и 300 други глупости, кога ми кажете дека врнело или росело, као може и тоа да ги одврати некои кои што би дошле. Така што тоа е. Ќе правиме повеќе ај муабет за ова. Култрон, мене, ја имам еден кој после ќе го кажем од кога ќе завршиме, ама на најголемиот култрон од изминатава недела ми е Луис Игнасио Лула да Силва, или само познато како Лула, кој што е левичар, еден од како би рекол, еден од поважните ликови или политичари од Јужна Америка, кој што беше поранешен претседател на Бразил. Имено Врховниот суд во Бразил во понеделникот ги поништи пресудите за корупција против него, кои што беа донесени во изминатите неколку години, каде што најпрво беше осуден за корупција, па после за земање мито, за 300 други работи, за нормално да не може во 2018 година да оди против Болсонаро на претседателските избори. Инаку, ако гледаме според анкетите од 2018 година, Лула имаше околу 39% поддржаност, додека Болсонаро 19%. Така што мислам дека подобри денови се за луѓето, се надзираат за луѓето во Бразил. И баш ми е мило онака Лула кој што е еден од по-прогресивните политичари и ликови воопшто во Јужна Америка, да може повторно да се врати на сцената на политичката сцена во Бразил, поготово ако знаеме дека Болсонаро е само една помала верзија на Трамп, дефинитивно националист, ја би го нарекол и фашист, и баш ми е мило што е Лула може. Секако, ова не е конечна одлука, бидејќи Врховниот суд иако ги поништи овие пресуди, со што му дава можност да се кандидира од 2022. Обвинителството ќе поднесе жалба, се надеваме дека таа жалба ќе биде нели одбиена и Лула ќе може во 2022 да му се спротистави на Болсонаро и се надеваме да победи на избори. Тромбе? Култрон? Да. Култрон, јас ќе оклам иако малце дебейтабл со однос на работите претходно што се деси, ама ќе оклам министерот Филипче, оти донес уште една доза на вакцини, Спутник, ако не се лажам, руските вакцини. Тоа е као позитивен тренд што се дешава кај нас и се надевам дека ќе продолжи така, што поќе вакцини имаме, то поќе ќе се вакцинират и побрзо, најверојатно побрзо ќе заврши барем кај нас ова криза ако продолжи вака. Celebrating the small victories. Добре. Донев? Јас искрено малце сум out of the loop од такозвани news cycle. Како што знае Георги, за тоа што се стварно што се дешава. Али за мене на Култрон оваа недела беше времето, кој што беше одлично заклучно до 7 март, задолжено 8 веќе се заоблачи, но дефинитивно времето. Добре, мислам, идејата со овој сегмент е буквално што ние мислиме дека е интересно, што мислиме дека било добро или смешно е да кажеме, или важно да се спомне.
тоа ќе кажуваме, така што не секогаш ќе збориме за лула и политичар или политика и вакцини, туку онака може, знаеш, денот да ни е лоши, за тоа ќе збориме едноставно. Тоа е идејата со седмица. Извинувам се на сите што мисле дека ќе кажам нешто попаметно. Немој се секира. Сега Зорана ќе каже уште нешто полошо и готово. Да, Трумпе денеска има некоја инспирација да ми ја краде идеите, уште од самиот почеток. За жал, ќе видам очигледно најлоша од сите. Не, шала на страна, дури чудно што ќе го кажам ова, ама за мене на студио Ултрон оваа недела можеби како да изгледа универзална сала и планот, затоа што мислам дека добро ја исхендла цела ситуација со тоа колку го руга на почетокот за првичниот план и мислам дека на крајот добро се извади од оваа ситуација. Чисто само да потврдиме, Шилегов го ставиш, така? Да. Добро, почмалце ти изгубивме на почетокот и после само слушавме универзална сала и нели, тоа што го кажа до крај, окей, ама да, окей, да, интересно ствари. Ја немам толку многу разгледано, као убаво е што се дешава нешто. Ја ќе оставам Шилегов на хат сит и цел град Скопје која ќе изградиме бейсбол теренот кој што планираме. Така што нема да зборам многу за град Скопје и Шилегов. Ама да, затоа што вообичаено и јас сум таа која што можеби најмногу збори приватно за против одлуките на град Скопје. Меѓутоа, ова со универзална сала и со планот кој што го дадоа, на крајот и не испадна толку лошо колку што очекував дека ќе биде, а сите што не слушаат ќе им се извинам што мене постојано ми паѓа интернетот и што треба да го бркам по цела куќа, така да ете, ајден ќе ги ставиме на хат сит оваа недела. Тоа, буквално Зорана моментално сега се шета низ куќа, така што има најдобар интернет за да може нешто да каже. Инаку, ја ова чував за крај, со ова ќе завршим сегментот и ќе преминеме на темата за денеска. Сега мислам сега било ставено Плюс Инфо имаше статија, вика необична последица од COVID-19. Мажите имаат проблем со ерекцијата, им трае со часови. Така што не знам дали да оставам у хатцит или Култрон, ама мислам дека е доста интересно, мора да се спомне. Вика дека најмалку 2 случаи на пациенти постари од 60 години кои страдаат од пријапизам, тоест ерекција без сексуална стимулација, го имале овој проблем. Така што еве, ја со ова ќе го завршам, ако имате нешто да додаете на ова, слободно. Не мислам ова е добра точка да се заврши овој сегмент. Тромбе PG-13. Добро. Темава за денеска, мислам според насловот може да препознаете за што ќе збориме. Ќе направиме еден мал Маунт Рашмор на најлошите политичари на Балканот од распадот на Југославија, на Балканот или на државите во Југославија. Така што нема да должам ја сега многу. Тромбе бира прв. Тор бира Донев, ја бирам трети, Зорана е последна. Тромбе, кој е најлошиот политичар на Балканот у последните 30 години? Најлошиот политичар на Балканот во последните 30 години е човекот со иницијали СМ, не Сашо Мијалков, Слободан Милошевиќ. Тагнаса ја клавам во број 1, пошто ќе кажам валјда сите знаат зошто, пошто ја распадна Југославија. Тоа е еден дел, помалце проблематичен, ама проблематичен, а другиот дел, што начинот на кој распадна Југославија, со страшна војна во Босна, со толку многу цивилни жртви, дури геноцид, така да Слободан Милошевиќ го има првото почесно место во пеколот. Да, јас мислам ти кажав уште пред снимање, кога се одлучи ти да бидеш прв, ако не го земеше Милошевиќ, се размислував да те кикнам од епизодата. Никој освен Милошевиќ не заслужува да биде на прво место овде.
Сега баш нели со смртта на Балашевиќ пред некоја недела сега веќе баш се потсетив на тие концерти кои што Балашевиќ ги имаше токму против Милошевиќ 90-тите години и на вистина еден е од оние кои што успеа да ги натера цела држава да омрази, нели од некој кој што од србите 90-тите години гледа као спасител или као некој кој што се бореше да ја зачува она Србија или значањето на Србија која го имаше за време на Југославија, дојде да биде една фигура која што сите ја мразеа, која што го контролираше начинот на живење во самата Србија, нели? Ти го спомна тој дел од распадот на Југославија, ама и чисто Србија пропаѓаше под него водство, контролираше се од РТС па се до други медиуми, културен живот, милион други причини. Една од најинтересните работи, не знам, ако сте гледале Лепо село, Лепо горе, филмот, баш Бјело Грлич има у едно интервју кажано дека им го почна. Fun fact за тој филм е дека actually е подржано со пари од владата, кај што Бјеловиќ го продал на тој начин што им дал лажна скрипта за филмот, лажно сценарио за да му дадат пари после да иде да направи таков филм кој што направи. Ама дефинитивно, као Милошевиќ е еден од најлошите политичари во историјата на овој простор. Еден fun fact. Песната која што сите ние ја знаеме и некоја сакаме, Југословенко од Лепа Брена, не е направена како пропаганда за југословенско единство од страна на Милошевиќ. Тоа ти викам, као некој кој што беше, иако мислам дека неговите намери не беа Југославија да остане цела затоа што сакаше братство и единство, туку сакаше Србија да владее у таква Југославија, сепак тој беше она фигура после смртта на Тито некаде 85-та до 90-та година кој што се трудеше, у наводници трудеше да ја задржа Југославија, ама како тоа го правеше едно од најгроморозните начини и мислам дека што и да кажеме е премалку за него, премалку лоша смисло секако, не заслужува добар збор. Зорана, Никола, имате ли некој коментар за Милошевиќ? Мислам дека доста само се прочита зашто се бил обвинет од Хаг за однос на војни криминали, така што не би навлегувал во коментар. Добро, тоа Донев, иди ти со твојот втор пик. Тоест со првиот твој пик, ама втор како ова епизода. Океј, може би малку стандарден, тие што ме знаат повеќе од 2 сата у животот, ќе знаат дека на прво место ќе да ставам нашиот почитуван побегулец и мој именјак Никола Груевски. Не поради овие као стандардни работи што се прават, за кои го гонат криминалите се добро, него едноставно као неговата замисла за неговиот авторитарен проект да создаде една нација која што не е компатибилна со 21 век. Едноставно таа политичка образовна правна индоктринација која што се правеше на државата во текот на неговото владење, мислам дека се уште ние не може да сватиме колку сушност е длабоко навлезена, така што тие националистички тенденции, тие символички поделби меѓу етничките младсинства и мнозинските македонци што живеат овде, едноставно е тоа. Всушност, веќе сум при крај со една интересна книга Ние наспротив другите, символички поделби во Северна Македонија, каде што има неколку автори кои што го вадат едноставно таа слика како тој авторитарен проект, низ родовите аспекти, низ таа политичка образовна индоктринација, дури имаше еден интересен
текст во однос на како нели различните заедници се прикажани во книгите по историја, па ги имаш ти наративите за албанците, создавање на други од македонците, дека сушност државниот континуитет се бара од Александровата империја до денес, што е од научна гледна точка малце спорно, но ете. Да, мислам дека ако некој прв треба да биде на листата од Македонија на најлоши политичари, иако има голема конкуренција, тоа мора да го кажам, заслужува да биде Никола Груевски. Мислам, може со сати да збориме зашто е он лош. Мене највеќе, може би тоа што 2008 се одлучи да иде толку, да ја смени реториката и да иде премногу националистички, со што ни ги замрзна шансите за било какво решение со не само со Греција, туку само било какво решение за нашите евроинтеграции, кај што помина години и години, а ние тогаш 2000-тите години бевме, ако не најдобри, кога станува збор за реформи или за тоа колку најблиску бевме до Европската Унија и пред Бугарија и Романија и Хрватска, може да се каже, и на крај и трите држави влегоа, ние уште не можеме да почнеме преговори буквално, и мислам дека тоа е во голема мера заслужен тој. И нормално, Скопје 2014 е нешто најгрдо, нешто што имам видено у животот и затоа никогаш нема да му го опростам, кај што тие пари кои што се испокрадоа и исперија може да бидат потрошени на болници, за сега да не може да стрпиме да не знаеш дали има место за тебе у болница ако фатиш ковид. И мислам, има уште милион работи, може да дополнете ме, Зоране, Томбе, Доне. Не, слушаш, тоа така да кажам, као специфично Скопје 2014, као тоа е стварно тежок проект и буквално е физичка манифестација на тај авторитарен проект. Нели, некои работи као не се гледа толку, не се толку очигледни, затоа што се проникнуваат низ тие некои општествени процеси кои што се катализираат, нели, не знам, за идејата за идеалното семејство, тоа се правеше преку рекламите на трето дете, антиабортус рекламите кои што беа, кои што јас реално кога додека читав книгата, иначе топла препорака, мислам дека може да ја ставиме, дека едноставно се е манифестација Скопје 2014 на таа идеја дека ние сме, дека единствено постаро од нас е сонцето, така. И затоа. Немам што многу да коментирам за Груевски. Сите го знаеме какво диктаторче беше Груевски, како сите како голем дел од диктаторите, така и тој пребегаја за да не ја видат правдата. Мислам тоа беше да cherry on top на целото владење. Толку филмови што тераше, кај многу храбар, тој многу се борел за Македонија. Во прва прилика кога ќе имаше некаква казна за него и му е кидна одма кај другар му Орбан. Дури Братучено се покажа поголем човек, он барем дојде да земе решението. Да, за малце, да. Зоран, имаш ти нешто? Немам ништо да додавам. Само би се надоврзала кога Вики ги спомна и ова со ковид ситуација, тоа дека може би ќе дојдеме во случај да немаме доволно болнички места и лекувањето и вакцините и се на куп. Искрено, како еден од полошите политичари за кој што за жал сега го гледаме, според мене е Вучик. И самата, како да кажам,
еве цела помпа што се направи со вакцините и со све останато. За мене веќе беше малку too much. Има нешто да го слушнам. Па не, реакцијата која го кажа Вучич, јас сум следен да бирам кој е најлоши политичари на Балканот. Така што сега поради тоа идам ја одма, не ти давам да се доискажеш. И ако Тромбе, мислам, ако за Донев се знаеше кој ќе земе ако бираш од Македонија, мислам дека ја овој човек ако не го земам, овој политичар ако не го земам, ќе биде големо изненадување, бидејќи јас Тромбе прв можеби ќе од земав Александар Вучич, бидејќи сметам дека Вучич е еден од најлошите, мислам, он е компетентен ко политичар, као го бива. Као политичар многу добар. Ама најлош е поради тоа што е на вистина за никаде. И као, мислам, и као човек, и као политичар, и као све, каде што у 90-тите е дел од владата на истиот тој Милошевиќ, као член на радикалната партија на Шешел, му беше, не знам ова колку е познато, ама сум го кажал веќе на подкаст сигурно, мислам у втората епизода за него баш зборев. Беше министер за информирање во владата на Милошевиќ. Као министер за информирање или пропаганда, што би рекле ние политиколози. Или као му беше Гебел што му беше на Хитлер, тоа му беше Вучич на Милошевиќ. Неколку години колку беа таму. За после падот на Милошевиќ, тој да иде у опозиција со Шешел иде у Хаг и што бива од Вучич од радикал станува напредњак. 2008 година заедно со Тома Николич ја формираат Српска напредна странка и од тогаш он е прогресивен, го сака многу Западот, ги сака многу и албанците, ги сака многу сите на Балканот, а додека па у 90-тите години викаше за еден Србин што ќе убијат, ние ќе убиеме 100 муслимани и ред други работи, ама сега од 2008 година тој направи таков магистрален преобрат и од радикал стана напредњак, за од 2012 да е суверен владетел на Србија, господар Вучич, јас си го викам. Прво беше као замислила прв подпредседател на влада, каде што му даде на Дачич да биде премиер, а он да биде оној оценка кој што ги влече сите потези, за потоа да биде и премиер, и сега веќе го менува буквално целиот политички систем на Србија и е председател кој што председател има ингеренција у све. Излегува на телевизија секој втор ден, буквално моментално има запишано има втор факултет и сака да стане кошаркарски тренер. Пред некој ден му излегува оценките од првиот семестар ги има положено, у недела има полагано испит. И не знам, да ме оставите, можам цела епизода сам ја ќе зборам за него, ама да не ги тргнам оние што не слушаат да исклучат. Милошевиќ е најлош, ама Вучич е многу близок. Така што ја како прв избор за мене, а трет на листава го бирам Александар Вучич. Јас сум просто изненаден за твоите познавања кон животот и делото на Александар Вучич. Премногу знам за Вучич. Мислам дека некојаш кога размислувам колку многу знам за Вучич, малку се плашам за себе. Мене ми е многу мило што не требаше јас да го кажам сето ова, затоа што не знам како ќе би звучало од страната кога го кажам сето ова. Така да многу ми е мило со Џуле што се согласуваме на темава, затоа што кога му видов првата реакција, мислев дека можам да го поднесам. Значи он ми го уништи и Партизан, буквално единственото нешто што вредеше у Србија го уништи. Така што Зорана четврти избор не можеме повеќе ќе
ќе претерам. Јас сум следна? Да. Океј, пошто веќе почнавме темата за Вучик и за неговата влада во моментов. Многу интересна вест дојде денеска за министерката за заштита на животна средина на Србија, Ирена Вујовиќ, која што стана буквално хит за многу брзо време на социјалните мрежи, каде што таа се бори да прочита извештај за работата на низиниот одел. Буквално на собраниска говорница не може да го прочита она кое што е задолжена да го работи. И за мене искрено тоа представува голем срам и не само за неја и не само за Србија, туку и за сите останати земји на Балканот, кои што за жал во секоја влада има ти избираат по некој таков, бидејќи сметам дека ако веќе бирате некој да ви биде министер, барем погрижете се тој да знае да чита и да знае да си ги представи своите ставови за тоа што се бори владата во моментот. Кај знаеш како е тоа решено? Оние флешкард златни позлатените што ги добиват на секој пресец. Значи, како по избор ќе опишам сите некомпетентни министери во владите на Балканот. Слободно пише и неа, Ирена Вујовиќ се вика девојката, значи, мислам, според мене тоа е срамота да неправилно да читаш и да правиш еден куп лапсуси додека си на говорница, а држиш Министерство за животна средина. Така да, мислам дека тоа е доста голем срам. Не може сите да се полиглоти во српскиот јазик како нашиот Премногу. Океј, Зорана, имаш ти сега втори избор, така што повели, нели, ти си следна исто. Кој е твојот следен избор? Искрено бидела со нашиот моментален лидер на ВМРО, Христијан Мицковски, кој што јас искрено мислам дека за разлика од него ВМРО имаат капацитет да изберат многу подобар лидер. Иако не поддржувам ниту една од партиските опции кои што се моментално, искрено мислам дека не е компетентен воопшто, значи еден од за мене лично послабите политичари во изминатиот период. Затоа што како граѓанин не ми дава никаква мотивација да верувам во она што го зборува. И едноставно се што видов од него во овие неколку години е само спротивставување на владата. Не најдов некој добар негов аргумент кај што можам да кажам сега тука ќе го поддржам. Да, мислам Мицковски, добро, може е многу... Има поента Зорана со ова што е дека има компетентни потенцијални лидери на ВМРО. Да, мислам дека... Какви што не заслужуваат идеолошки. Мислам, окей, ВМРО не заслужува добар лидер. Ние како држава заслужуваме добра опозиција, ама до душа не знам дали заслужуваме добра опозиција. Кога се согласам со се што кажа, секако сега тие што не гледаат и што ви коментирале, секако Мицковски не е петиот најлош политичар на Балканот, ама дефинитивно заслужува да се најде на листа, бидејќи мислам дека да не ме сватите погрешно, ама мислам дека Мицковски има од политичарите кои што имаат, кои што ги имаме моментално, не осметам Груевски, пошто истекал Вучич. Нели Вучич у Груевски гледал као ментор, тоа заборев да кажам, го има кажано тоа Вучич. Ама мислам дека Мицковски има најголем потенцијал да стане Вучич. И поради тоа заслужува да биде на листата, некомпетентен е максимално. Не знам зошто не го затворат некаде моментално, барем додека помине криза, да не кажува ништо подобро ќе биде за ВМРО, као за нивно добро, исто како со Бајден, да не излезе ништо да каже, подобро ќе биде. Бидејќи нели, тоа што го кажува е за никаде.
Ама тоа. Па не знам за Балканот, ама за Македонија според мене е еден од пославите политичари кои што сум ги видела во последно време. И стварно мислам дека малце е веќе срамота во 21 век кај нас државата и партиите да ги водат се освен политичари. Така да ова би било мој последен коментар. Да. Подобри правници ни требат. Да. Океј, ја идам следен и ја ќе гледам да не здијам, као да немам на листата од 4 кои што ќе имам на крај, да немам двајца од иста држава, така што Србија ја имам покриено со Вучич. Сега малце, додуша ова може да се смета као иста држава, ама ќе идам со Милорад Додик, кој што е еден од полошите политичари, барем за моje мислење, у последниве 20 на години на Балканот. Некој кој што моментално е chairman of the presidency, као председателството е дел од председателството и главен од председателството на Босна и Херцеговина. Некој кој што беше председател на Република Српска од 2010 до 2018, пред тоа премиер 4 години. Некој кој што дојде као middle of the road, moderate, реформист, за разлика од тогашните ултранационалисти во 90-тите и почетокот на 2000-тите. Ама од тогаш Додик води една политика на национализам и сепаратизам, поготово кога стана збор за бошњачките Срби, дефинитивно авторитаризам има и може да се види во неговото владење, нешто слично на Милошевиќ, нешто слично на Вучич, на Груевски, на оние авторитарни лидери. Мислам, еден наслов што прочитав и еден артикл што прочитав од 2009 година на Радио Слободна Европа, насловот самиот ви кажува премногу, без да навлевате у самиот текст. Насловот е една нога во Босна, ама неговото срце е во Србија. Тоа му е, мислам, животната желба да ја отцепи Република Српска и да ја направи дел од Србија, тоест бошњачките Срби да ги внесе у Србија. Така што Милорад Додик, лице кое што е премногу застапено у последниве 20 на години во политиката на Балканот и некој кој што е голем проблем кога станува збор за мир на Балканот. Коментар? Па не знам многу за човекот што го кажа, му што го кажа да се запознаеме со неговиот живот и дело како просечни балкански политичар. Па гледај, ако знаеме дека Босна функционира на според нели Дејтонскиот договор од 95-та, како на 3 дела е поделена, ги имаш бошњачките Срби, хрватите и муслиманите. Ако имаш некој кој што е главен на една од овие 3, кој што by the way сите 3 делови имаат проблем со нивните политичари, ама овој ти е некој кој што сака да ја отцепи буквално Босна или барем така не знам, така се представува. И е дефинитивно не придонесува воопшто за мирот у Босна. Само тоа би го кажал, без да навлеаме у детали и се што има направено, за да не биде ова двочасовна епизода, ама Милорад Додик мислам дека заслужува да биде на листата на најлоши политичари на Балканот. Ако немате што да искоментирате, идеме со следниот избор. Донев, ти си следен со твојот втори избор. Најлош. Искрено не ги знам толку нашите... не, во ствари имам. Бојко Борисов. Енде. Чекај се, ама дали, чекај, ама дали идеме... Дали ја даваме Бугарија да биде дел од ова, или? Чекај, бираме...
Мислам дека бираме- рековме од Ќе стари ги бираме од поранешни, само од поранешни југословенски простори. па ја така мислев да бираме, да не сепак од распадот Ама на на Балкан, ама беше поетата на Балканот. Па добро, мислам ако се согласат Тромбе и Зорана, ја би не знам, ајде. Јас нема да коментирам по прашање кој Бугарија е спомната. Зорана ти одлучуваш. На мјуци. Не, ако веќе одиме со Бугарија, ќе имаме малку поголем можеби материјал за зборување. Така да, ајде, еве нека биде и Бугарија тука. Добро, ајде. Бојко Борис. Со среќа на изборите Бојко и се надеваме дека ќе изгубиш. Бојко затоа што едноставно тој беше еден од оние политичари кои му советуваше на Груевски као ако народот застане против тебе, подобро остави се фотелјата, а сега истото он го прави, макар што он има еден од два трика што велеше професор Фрчковски во едно интервју. Едната тактика му е да запали ромско мало, другата тактика му е да почне националистичка борба со Македонија. И едноставно као тие се некои небулозни идеи. Fair enough. Не знам, ја не би коментирал Бојко, само пак ќе кажем, со среќа и да изгуби, чисто заради овие последни неколку месеци, цела година до душа. Така што идеме, не им даваме внимание на Бугарија на подкастов, јонака никој не слуша, така што можеме да кажеме што сакаме. Тромбе, ти си следен, имаш 2 избори да направиш. Имам 2 избори. Прв избор, ајде ќе одиме со по софткор избор, со бившата, мислам дека бивша е председателка на Република Хрватска, Колинда Грабар-Китаровиќ, или како и да се презива. Не ја одбирам, пошто беше рекламирана нели као прогресивен лидер, не знам, на нова европска држава, уствари испадна дека е политичарка која наоѓа апсолутно на секаков можен начин да го глорифицира усташкото минато на Хрватска. Со давање почит на споменици разни на усташи, на не знам шо, и секако со бришење на партизанската и на социјалистичката историја на Хрватска и големиот придонес кој го имат хрватските партизани даено за уништување на фашизмот и на фашистичките окупатори од Југославија, така да као втор политичарка клавам Колинда. Ја само ќе кажем, бидејќи сум голем поддржувач на хрватската ракометна репрезентација, секојаш кога Колинда идела да ги гледа, секојаш губеле, и затоа ја ми не икем Колинда, и се согласувам со се што кажа, поготово кога збореше, бидејќи сум зборил со доста пријатели од Хрватска, кои што не ја сакаат, поради тоа што нели беше представувана како некоја прогресивна жена која што ќе оправи Хрватска, сепак се претпостави да биде иста као останатите, кога станува збор за нели тоа глорифицирање на усташкото минато на Хрватска. Повели уште еден имаш, Тромбе. Сега идам на македонска територија. Сега ќе кажувам човекот, едниот и единствениот Бранко Црвенковски. Бранко Црвенковски тие човекот што толку време бил на власт во Македонија, што не знам, поќе има фабрики затворено во негово време, колку што дене има на власт бидено Бранко. Значи, мислам дека најкритичен момент за да го добие ова место, за да го добие ова трето место,
е периодот на транзицијата од социјализам на капитализам, кај што убедливо се направи најкриминалната, не само криминалната, најмалце проблематичниот дел, туку резултатот од таа транзиција, кај што толку многу луѓе остана без работа, толку многу луѓе завладеа во сиромаштија, само поради неговата или некомпетентност или желба да илегално да се спогати. Така да него јас го клавам на моето трето место. Ја ќе се воздржам од било каков коментар по повод изборот на Бранко Црнковски. Ако имате Никола, Зорана да коментирате, слободно. Ако не, Донев можеш еден да јеш. Немам коментар, мислам дека би бил последен избор Имаш уште два, дај овој следната рунда. Ама добро. Од кај пак ќе се врнам тука Радмила Шекеринска. Паразитот политичар, не знам како да кажам. Back to back СДСМ. Ова ќе ги израдува оние што се ВМРО-вци што не слушаат, ако има воопшто така. Никола, бомбона избор. Јас мислам дека ново само би се надоврзала дека според мене Радмила можеше да има многу подобра кариера од тоа што има моментално и едноставно е само разочарувачки кога гледаш дека некој кој што имал потенцијал постапува така како што постапува. Да. Добра, ја идам следен. Ја исто немам коментар за Шекеринска, реков што се согласам со тоа што кажавте. За Бранко немам коментар од други причини, ама идам со следниот мој избор и ја ќе идам у Словенија сега. Баш ви реков пред почетокот на снимање дека имам избор од Словенија и токму се погоди да имаме ист роден ден, 17 септември. Поранешниот председател, тоест не, прајм министер, сегашен прајм министер на Словенија и поранешен, Јанец Јанша, кој што Јанша е многу добар пријател на сегашните, тоест и на поранешниот владател на ВМРО и сегашниот председател, а и е еден, мислам, ако само ви го кажам ова дека е close, доста близок пријател и на Виктор Орбан, мислам дека е доволно да заврши на листата на најлоши политичари, ама прво и основно е еден од полошите политичари кои излегуваат од Словенија. Словенија е позната за една од подобро водени држави во последните 30 години кај нас. Од 1994 министер за одбрана, има своја улога во војната во Словенија, која не траеше толку премногу долго. Прв пат премиер доаѓа 2004 до 2008, после тоа премиер беше од 2012 до 2013, поради тоа што му беше изгласано, тоест владата негова него помина тоа гласање на доверба за неколку месеци подоцна да заврши во затвор заради корупција и ова е една од најважните, тоест една од на работите зашто ги го ставам на оваа листа. Ова одлука сепак за жал беше overturned, како би бил на македонски, беше сменета од Уставниот суд во Словенија една година подоцна. Ама во 2018 и покрај тоа што неговата партија победи на парламентарните избори, не можеа да формираат влада со Јанша као премиер заради тоа што никој не сакаше да иде со нив поради неговите екстремни гледишта. Некој кој што бил комунист као млад, член на КПЈ, ама со текот на годините од тој комунизам до либерал, до пролиберална демократија и дисидент, до социјалдемократ, сега да стане ултрадесничар, као буквално го има онака целиот, ако Вучич стана од радикално напредњак у една година,
Јанша му требаше една цела, као буквално све испроба, и со ова ќе завршам дека е споредуван и е нарекуван, е попознат во светот како чекај да најдам точниот избор, мини Трамп или словенскиот Трамп. Така што Јанес Јанша мојот трети избор. Јас само за Јанес Јанша знам, отко памтам за мене, тој на некаков начин инволвиран во словенечка политика. Дали премиер, дали не знам нешто, тоа е таму. Буквално да, освен тоа кога беше у затвор, ама. Добро, Зорана, имаш уште 2 избори и ти си готова. Добро, првиот го имам на памет. Веќе скоро цела епизода. И е македонски лидер, односно македонски политичар, и тоа е Коце Трајановски. Care to elaborate? Некој кој што дозволи да се уништи целиот шмек на Скопје и некој кој што дозволи едноставно Скопје, не знам, да пропадне. Значи, мислам дека Скопје во неговото владење стана тоа што за жал денеска е многу тешко да се поправи и едноставно го гледам само како партиско полтронче кое што владееше тие години. И кое што мислам дека едноставно наоѓаше начин да им се спротистави на сите оние кои што беа против него, исто како и целата таа гарнитура која што владееше тогаш. Тешки зборови за Коце. Ја пак ќе биде интересно, ја пак ќе го кандидираат. Нешто премногу ми се појавува на таймлайнот на Facebook, ама добро. Можеш одма да идеш со следниот твој избор, воедно и последен. Не знам кого би кажала искрено следен, затоа што реално и СДСМ и ВМРО кај нас имаат доста лоша гарнитура на политичари. Ретко е некој кој што можеме да кажеме дека е стварно онака вреден. Меѓутоа, ја би одела моментално со Гордана Јанкуловска. И сакам мислење од вас за ова. Мислам, ако гледаме на Балканот, да, не се согласувам, пошто има полоши од неа, ама ако гледаме за кај нас, дефинитивно Гордана Јанкуловска заслужува да биде спомената и нејзиниот тефтер заслужено да биде спомената на ова листа од политичари. Да, ти кажав, мислам дека кажав уште на почетокот дека ќе ве оставам вас да зборите, еве, да кажеме за соседството и за Балканот, а ја ќе се осврнам повеќе за Македонија. И мислам дека тие владеачки години на ВМРО стварно беа една добра почва за да изникнат сите најлоши политичари во историјата на Македонија, иако, например, се согласувам со тоа што го кажа и Донев и Тромбе за луѓе кои што доаѓаат напротив и од СДС. Така да мислам дека двете партии страшно многу тонат со изборот на луѓе кои што го бираат за да водат политики. Да. Не, се согласувам, малце чудно ми е што никој не го зема нашиот праим министар, ама може Тромбе или Донев ќе го земат, пошто нема да го земам, ја реков, ја идам стрикно најлоши политичари на Балканот. Зорана ни е као некој кој што по македонски иде, освен од првиот нејзин избор. Ја ќе идам со некој ги имав, нели, Србија, Босна, тоест Република Српска, Словенија, и идам со Косово, Хашим Тачи, кој што со години владее во Косово,
од она што имам читано и од она што имам слушано од колеги кои што се подобро упатени у целиот тек на случувањата во Косово, ми имаат кажувано дека навистина е лош лидер, дефинитивно некој кој што не допринесе во подобрување на ситуацијата во самото Косово, некој кој што сега лани беше нели спротив него беше почнати процес за да го судат за криминали за против war crimes, војни криминали. Премногу комплицирана личност, едноставно многу контроверзи која станува збор за организиран криминал, корупција, неговото учество во војната, уште толку повеќе додава на целиот моја причина зашто го избрав него. Така што ќе бирав Македонија, ми ги земавте сите кои што јас сакав да ги земам од Македонија, така што оставам на вас Македонија, идам со Хашим Тачи, ја го завршувам тука, Донев, ти си следен. Мислам, ако имате нешто за Хашим Тачи, повелете. Ако не, Донев, повели. Мене има се многу тешко затоа што не ги знам овака генерално ликовите. Мислам, ја може до утре да бирам. Ја сам можам оваа епизода да направам. Има премногу лидери, политичари низ Балкан. Ајде може би ќе го земам Избеговиќ од Босна. Да, првиот, иначе, председател на Босна, шо и да е. Не, мислам, сите го знаеме, вајде, од историја, така? И од документарци гледани за распадот на Југославија и за глупостите што ги има правено и така дали. Значи, ова му го кажав на Донев пред да снимаме денеска. Као денеска која размислува за темата, поготово кога размислам за почетокот на 90-тите години, сваќам дека ние уствари сме биле многу среќа сме имале. Кај што едните го имаат Милошевиќ, другите Изетбеговиќ, третиве сега нема да го кажем, ама валјда Тромбе ќе одземе, а ние го имавме Киро Глигоров. Така Да, што... ама затоа сега мислам дека само си надокнатуваме со лошите избори што ги правиме. И затоа можеби повеќе се осврнав на Македонија денеска и за тоа што се случуваше долг период и мислам дека можеби немавме лош почеток, ама затоа имаме доста лоша сегашност. Да. Тромбе, можеш да не завршиш. Јас ќе завршам светото тројство кој што го кажавме сега со последниот бисер на круната. Тоа е бившиот, а патем и прв председател на Независна Република Хрватска Фрањо Туџман. Кога кажувам Фрањо Туџман, пошто исто како и овие двајца претходно ненормалните, беше вклучен во подгревање на војната во Југославија. Имаше, нели, знаеме и војна и во Хрватска, која беше исто така многу лоша, со многу жртви, но исто така Фрањо Туџман ја подгреваше војната во Босна од страна на хрватите во Босна. Имаше определени војни активности и таму, поготово во Мостар, ако не се лажам. Мислам дека и хрватите беа тие кои што го урнаја, го бомбардираја мостот во Мостар. Ова може да се факт чекне, ама мислам дека тие беа. Не и се. Но исто така им Туџман беше оној кој што ја подгреваше таа национализам во Хрватска и хрватскиот национализам, и како резултат од тоа не беа само војните, туку имаше голем ексодус на Срби од Хрватска, пошто Хрватска имаше и уште има, ама тогаш имаше многу поголемо српско малцинство, и како националистот како што е Туџман, голем дел од тие дозволи ги натера на некој начин тие Срби да го напуштат својот дом, да напуштат својата
држава кај што живееле цел живот со генерации да бидат бегалци на некаков начин. Така да мислам дека и Туџман ја заслужува таа позиција како најлошите политичари на Балканот. И мислам дека и ова треба да се фактчекне, мислам дека сите тројца од рак умреа. Што можда и не мора да го имат заслужено. Баш ки видам. Добро, ајде да прочитам кој што има. Тромбе ги избра Слободан Милошевиќ, Колинда Грабар-Китаровиќ, Бранко Црвенковски и Фрањо Туџман. Доста добра постава, освен Бранко. Донев ги избра Никола Груевски, Бојко Борисов, Радмила Жекеринска и Изет Беговиќ. Исто така, интересна постава. Ја Вучич, после тоа го земав Милорад Додик, Јанес Јанша и Хашим Тачи. Така разноврсна постава и Зорана, која што идеше малце поразлично од сите тројца, кој што ми се свига, бидејќи даа еден добар контраст на нас тројца. Ирена Вујовиќ или ја како што ги напишав сите некомпетентни министри во владите на Балканот, мислам дека предобар избор. Кристијан Мицковски, Коце Трајановски и Горана Јанкуловска. Така што кои заборавивме? Има некој кој што сега ви текнува да сме заборавиле? Рамуш Харадинај, ратни злочинец. Харадинај го заборавивме, мислам дека овој, како се викаше во Албанија, Сали Бериша можевме да го кажеме. Овај нашиов ратниот злочинец што се кандидираше за градоначелник на заборев како се викаше, пошто е комплетно ирелевантен криминалец. Мислам никој не го кажа Али Ахмети. Али Ахмети, точно. Али Ахмети го заборавивме. Никој не го кажа Заев. Тарчуловски е на Тарчуловски, мислам, нашиот ратни злочинец. Никој не го кажа Ја тука Иванов. спомнала Димитара, па лошо ја води политиката на неговата партија. Не знам дали ќе се согласите со мене на оваа тема, ама според мене политика не се води така, меѓутоа ајде ќе зборувам кога ќе бидам покомпетентна за тоа. Не, мислам пасивав, не припаѓа на листата, проста причина што реално мислам уште не е стигнат таму. Мислам дека ги има категориите на психичка изфрустрираност и комплетно го има потенцијал да биде геноциден манијак, како ја овие претходно што кажавме, само уште ја нема можноста да биде таму. Да, ама да не дозволиме да ја има. Затоа добро да го споменеме. Јас само ќе кажам дека го нема Заев на листата и 100% ќе има коментари кога ќе оставиме сликата кога ќе нема Заев, а го има Мицковски на пример, 100% ќе има коментари. Не го кажавме пошто Заев е комплетно ирелевантен. Еве, баш ќе тоа ќе биде коментарот одговор зашто го нема Заев. Добро, Иванов можеше да кажеме. Исто така комплетно ирелевантна личност. Ама, што мислите? Ја мислам дека, окей, не претеравме премногу, имавме добар контраст со избори, мислам дека првиот сегмент ни беше исто така добар, така што ќе продолжиме да го имаме. И ако немате ништо да додаете, ја би ја завршил епизодата тука и се слушаме во следната епизода која ќе иде секако во недела. Дечки, ви ветувам дека следниот пат повеќе ќе се задржам на СДС.